Србија доволно ни помогна со вакцините. Сега е вистински момент Македонија сама да се избори за да не зависи од други држави, смета доктор Горан Кунгуловски. Тој вели дека започнувањето со производството на Спутник во Србија е големо достигнување, но и голем бенефит за земјите од регионот. Јас би сакал и во Македонија да се отворат некои такви капацитети, дека верувам и во Македонија луѓе кои студирале, кои работеле во странство, имаат експертиза за ова да се направи во Македонија, така да се помалку и помалку да стануваме зависни од другите. Јас сакам тоа локално производство да го направиме полокално, да биде директно во Македонија, бидејќи повторно ќе напоменам, верувам дека доколку ги побараме, ќе ги најдеме вистинските луѓе за тоа. Придобивките од вакцинирање се многу поголеми отколку да не се премистата, вели доктор Кунгуловски, образложувајќи дека безбедноста на вакцината е стотици или илјадници пати повисока во споредба со несаканите дејства и смртни исходи од COVID-19. Целиот проблем со оваа криза е големиот број на смртни исходи, притисокот врз медицинскиот систем и големиот број на хоспитализации. Во однос на безбедноста на вакцините, гледаме дека, како и секоја вакцина, сите се безбедни, и тоа многу безбедни, бидејќи нивните придобивки сигнификантно се поголеми од, например, во споредба со заразување и добивање на COVID-19 болеста. На прашањето дали британскиот сој ќе заштити од бразилската мутација и останатите варијанти на COVID, со оглед на тоа што е доминантен, доктор Кунгуловски вели. Тоа е среќа во несреќа, бидејќи ако имате сој кој циркулира локално и многу брзо се пренесува, и да влезат некои нови соеви, да се импортираат некои нови соеви, еве како бразилскиот, ќе биде многу комплицирано тие да станат доминантни во Македонија, бидејќи британскиот сој е веќе доминантен и ќе треба многу побрзо од него да се пренесуваат за да станат доминантни. Сега за сега нема информации дека, например, бразилскиот сој се пренесува побрзо од британскиот сој. Ефикасноста на вакцините е солидна против новите соеви, тврди доктор Кунгуловски. Затоа вели, не постои простор за загриженост од реинфекциите, бидејќи се многу ретки.